Фудбалерите на Малеш денес во Берово со убедлива победа од 3:0 против Раклиш ја зацврстија првата позиција на табелата во третата македонска лига Исток. Црвено-сините беа апсолутно расположени за игра, па со головите на Пачемски и Симевски во првиот дел, екипата на Малеш замина на полувреме со 3 постигнати гола. Во вториот дел, доминацијата на беровчани беше нешто послаба и покрај неколкуте шанси не успеа да постигнат погодок. Тренерот на Малеш, Дамјан Аврамски, изрази задоволство од играта на фудбалерите и истакна дека мотивацијата која ја има тимот е на високо ниво и се надева дека и понатаму екипата на Малеш ќе остане на првото место. Секоја утакмица, така и оваа денешната против ФК Раклиш, секојаш го респектираме нашиот противник, влеговме сериозно, дисциплинирано и одговорно прво полувреме. Сето тоа што се договорихме пред почетокот на утакмицата беше остварено, постигнавме 3 гола, заеднички сите. Второ полувреме не постигнавме, иако имавме шанси да постигнеме уште неколку погодоци, но јас би сакал ова второ полувреме со Раклиш да го забораваме што побрзо и да се посветиме на наредната утакмица со Спартмани. Се надеваме дека ќе го задржиме истото и мотивирани гостуваме во Балдовци наредниот викенд. Се надеваме таму ќе имаме поболен резултат. Така да има за што да се гордееме сите. Малеш е на добар пат да го задржи првото место и се надеваме на долго посакуваниот влез во втора лига. Стрелецот на двата гола во денешниот надпревар против гостите од Раклиш, Митко Пачемски, кој е и кондиционен тренер на тимот, додаде дека со напорна работа и тренинзи, резултатите се видливи на екипата на Малеш, која е најспремна во третата лига. Со оглед на тоа што знаевме дека надпреварот може да биде од повисок интензитет, свесни бевме дека мораме постабилно и посигурно да настапиме уште на почетокот, така да успеавме да ги пробиеме лесно, бевме повеќе доминантни, буквално на секоја педа од теренот. Очигледно дека сме многу поспремни од сите екипи и како резултат на таа спрема, ете, ние сме на првата позиција и тоа е најбитно од се. А другите екипи, она што е најбитно дека со конкурентите кои што се во горниот дел од табелата, ние завршивме со исклучок на Детонит, каде што загубивме 3:2 во Радовиш. Другите сите ги добивме. Ете, сега можам така да речам, сега следуваат оние по лесните надпревари со екипите од долниот дел, меѓутоа гледате нема ниту еден лесен противник, така да кон секого мораме да пристапиме максимално сериозно и само с упорна работа ќе успееме во нашите цели кои што ги имаме зацртани. Од 7 кола имаме 6 победи и 1 пораз со најдобра гол разлика. Амбицијата на фудбалскиот клуб Малеш е влез во втората лига, а за сето тоа ни е потребна подршка и помош од сите беровчани, рече председателот на клубот Новица Печински, кој додаде дека после повеќе од една деценија црвено-сините се на врвот на едно фудбалско надпреварување. После 15 години бележиме голем успех. Прв пат Малеш се наоѓа на првата позиција во третата лига со амбиции да влеземе во втора лига. Тоа се должи не само на мене како председател, како нова реорганизација на управата, на цел стручен штаб со раководството. Сакам да истакнам дека оваа година сме доста организирани и дека чекориме цврсто и силно стабилно на фудбалските терени. И апелирам до беровци, значи до сите предпријатија и фирми. Ајде да ве замолам малце помогнеме на овој клуб. Не можеме сами. Гледате каде чекориме. Малце ни треба ветер за овие деца да добијат некој стимул. Не мора да е во парична помош, може и во опрема. Малеш, мислам, веќе го добила тој сјај епитет на добар, стабилен клуб, а поготово 101 година е од формирањето. Имаме историја. Така да дајте малце сите заедно сплотени да се радуваме, едноставно да градиме успеси што ќе бидеме горди на сето тоа на крајот. Малеш е во одлична серија, со 6 победи и 1 пораз, а во следното коло му гостува на тимот Спартмани во Струмица. Инаку, екипата на Малеш со своето 101 годишно постоење е најстариот фудбалски клуб во Македонија и еден од најстарите во поранешните југословенски простори. Со ваквата амбициозна игра, екипата од фудбалско Берово полека но сигурно ветува враќање на старите денови, кога владееше во втората лига.